Корона кризата во годината што е зад нас ни ускрати многу задоволства. Многумина се жалеа на тоа колку им недостига пиењето кафе или друг пијалок во угостителските објекти, дружбата или пак други активности, но малкумина помислија како им е на зависниците од пишаниот збор. Огромно беше разочарувањето и за вработените и за сите кои ги обожуваат книгите, кога во ист ден, во март, беа затворени сите библиотеки, а дека читателската публика и не е толку мала, барем во Охрид, покажа почетокот на јуни. И замислете овдека пред нашата библиотека редови како пред банките и поштите во неколкуте денови, додека сета таа работа се стабилизира, додека луѓето ги вратија книгите, додека направија набавки на нови книги и така натаму. И можам да речам дека оваа година на корона е во знакот на книгата, барем кај нас, и во бројот на зголемениот број на читатели, но и на наслови кои ние им ги нудиме. Зголемениот број на читатели беше поттик Охридската библиотека постојано да го обновува книжниот фонд, па така годинава има над 2000 нови библиотечни единици. Читаат луѓе од 7 до 77 години, а и овој пат се покажа дека книгата е вистински пријател. Можам да кажам дека литературата за деца, односно она училишна лектира е најбарана, но во ова време на корона се покажа дека луѓето кои се претежно од она средна генерација, на кои им недостига таа социјална сигурност или движење меѓусебна, дека се посветиле на книгите. Новото нормално, кое трае речиси една година, беше поттик да се развива креативноста и професионалноста во Охридската библиотека. На површина излезе недостатокот на изданија, поради што многу се работеше на воведувањето на информатичката технологија, за што повеќе книги да им бидат достапни на влюбениците во читањето.